започна твојата кариера како диџеј и каде ти беше првиот сет? Па пред некои 3-14 години од прилика започна, мислам 2009-2010. Фактички ден после да го гледам филмот Скреч, се викаше на тогашната хип-хоп теза на А1 телевизија. Утредента бев, тоа е тоа, ова сакам да го правам, со ова ќе се занимавам, не знам, тогаш бев 8 оделение, ако не се лажам. Да, а првиот настап ми беше, баш тоа размислев, веројатно 40-ти роден ден на мајка ми беше тогаш, значи пред 13 години, со врски, кај нејзе. Кажи ми, зошто си Soul Case? Па нема некој посебно значење. Направив некој брейнсторминг, мислам, 13 години више пушта музика, на почеток почнав со хип-хоп под некој друг алијас, ама некако ми здосади, да речеме, цело време едното исто и сакав некој нов старт, да речеме, за мене и општо за музиката што ќе испрезентирам. Направив некој брейнсторминг, на лист запишав пари имиња, да речеме, 5-10 и така, некако на крај се одлучив за Soul Case. Кейс, мислам, нема врска, брат ми порано црташе графити кога беше мал, Кейс ми беше тако, ама не е поврзано со брат ми, ако го сакам највише. Кои се најважните карактеристики што треба да ги има еден добар диџеј за да ги задоволи потребите на публика? Па според мене треба да е свој, да речеме цело време да сака да си ја надоградува собствената колекција музичка, да е влезен поради љубов и поради пасија, не поради, не знам, да речеме, хајп или мода или како и да е. Опиши ја твојата музичка селекција. А тешко исто и кога ќе ме прашат луѓе што пушташ, стварно не знам што да им одговорам, пошто да речеме прилично е опширна. Собирам, слушам и пуштам од, не знам, од амбиент до синт-поп, до стрит сол, до хаус, до диско. Генерално сум, да речеме, хаус и диско глава, ама па почетоците ми се хип-хоп, така да, не знам, буквално широк спектар. Би рекол еклектично и денс музика на крај на дена. Кои се најважните вештини и квалитети што треба да ги развива еден диџеј за да биде успешен? Па, пак би се навратил тука на истото да си го тера своето, да си го гура својот звук, што и да биде тоа, дали е ограничен на еден жанр или на поише жанрови, да не се менува, да речеме, поради трендови, ако не му се или ако не и се свиѓаат тие работи, да знае да ја чита публиката нормално и се е окей, нормално и техничка подкованост и да речеме селекција, ама тоа се работи што се учат со тек на време и што си доаѓа ако човек работи. Ме интересира што правиш кога не пушташ музика? Готвам, јадам, бајаги, иако сум релативно слаб вака, пошто широко се носам. Се дружам, се сунчам, искачам, поливам цвеќиња, играм сони. Вајда што прави секој човек ван работно време, плюс минус. Која песна последна ти беше на репит? Изабел Робертс, Love Situation, се вика. Ми влезе некако у глава, имав чуено некој микс пред појма, немам известно време, не знам ни у кој микс и некако ми текна, имавме гости тука од Италија и не знам на што скао situation, бла бла бла, food situation и ми влезе песна некако пак у глава. Не бев сигурен дали имам у колекција, неам, сакав да ја купам, видов дека има само пар копии у Англија и се договорив со другар еден кај него да ја нарачам, така да се надевам за брзо ќе се почастам. Ти дадам задача да одбереш 5 плочи што би ги зел со себе на пуст остров или на нека друга планета. Еве, од собствената колекција Бале Мондонга Freedom. Каков жанр е тоа? Па да речеме, мене ми е, имам и дигитализирано и ги подредувам под жанрови, у Афро Хаус ми е стаја, ама е малце по чудно да речем. Мамуката, Project One,
на Tribal Italia. Исто да речеме као таков некој афро-хаус со етно елементи, добра. Ако ја донесам ова, се надевам ќе има и други луѓе на Пустостров, пошто е по парти фазон. Black Memory, Хамам, као даун темпо со грчки вокали, исто интересна, доста. 90-та може? Да. Чаки може 80 некогаш. Мислам, претежно и музикава што ја собирам и што ја слушаме 80 или 90, исто Бале Мондонга е 92, ако не се лажам, Мамукатава треба да е исто околу 90 и некоја, после 91-2. Mysteries of Love. Ова имам закачано и на YouTube канал кај мене, 50 Euro Geek се вика. Имам и пуштано на еден сет за хор во Берлин, така Street Soul да речеме. Фазон и ова е на Hills and Souls, лейбелот Reissue Special Touch Garden of Life, супер Street Soul албум, значи секоја трака е одлична. За на Пустоостров за бајле баш би било добро. Се надам ќе има и грамофони на Пустиов остров. Дали ти го замислиш више сценариото на... Па го замислив, да, као на камп малце го замислив. На камп тука први редови на плажа да сум, грамофони да си имам и да си берам овоши и зеленчо. Дали следиш трендови кога пушташ музика? Па искрено не, мислам, нормално не можам да се и не треба да се изолирам од следење тренди, до некаде ги следам, ама да речеме не ги применувам, да речеме во моето секојдневие или во моите сети. Пошто не знам се, окей, за вкусо и не се расправа, ама ова што се случува малце ми е на моменти трагикомично и поистоветувањево на диџеи со, да речеме, као рок звезди во 80-ти што биле, сега моментално се диџеи. Не знам дали има потреба, никогаш не сум гледал дека треба да има потреба, пошто на крај на денот, окей, да, не сме ни хирурзи, ни пилоти, него пуштаме најчесто туѓа музика. Како го опишуваш својот стил на диџејинг и што те прави посебен? Еклектичен би рекол у секој случај, доста разноврстен, шаренолик. Не знам тоа дали ме прави посебен, можда на локално ниво посебен. Може некој мој печат има сега посебен, не сум нешто посебен, ама може некој мој печат има на локално, па и на малце поопширно ниво. Од каде црпиш инспирација? Од секојдневието, од доста туѓи миксови да речеме. Често кога не пуштам, сакам да идам и на фестивали, на забави, на журки тука во странство на светот. Од таму црпам инспирација, постојано сум во комуникација со луѓе од цел свет, си шеруваме да речеме песни, си препраќаме, си даваме типови, како и да е, така да инспирацијата е околу нас, само треба да знаеме како да исцрпиме од било што инспирација. Што правиш освен што пушташ музика? Што работиш? Моментално и у последниве, па да речеме, поише од пола година, од ноември некаде, музика ми е прајмери, да речеме, џоб и само тоа црпам финансиски средства. Пред тоа работев друго, го држав исто Амок радио и Амок бар, али за жал се заврши таа приказна и сега сум посветен само на диџеинг и чепкам и продукција. Пред кратко издадов некои едити. Исто. Дали младите уметници имаат поддршка од држава? Па немаат, ама никад не ни имале, мислам дека и никад не ни сме имале и можда и малци е, да речеме, банално или глупо да чекаме некаква си поддршка од државата, него мислам дека треба едноставно да даеме се од себе, да пробаме и сами да се избориме. Пошто држава не само млади уметници, него општо и загрозени категории или маргинализирани категории на групи немаат никоја си поддршка, така да
треба сами да си ги земеме работи во своји раци и да даеме се од себе. Ако стварно сакаме нешто, има начин. Има начин. Кои ти се твоите најголеми инспирации во светот на диџејинг? Па уште сум заљубен у таа некоја си да речеме еклектична школа на диџејинг која што ако не потекнува да речеме се популаризирала кон крајот на 80-тите, односно втора половина на 80-тите во Америка. Претежно Чикаго, Детройт, Њу Јорк, со да речеме ликови како Лери Леван, Рон Харди, кои што вртеле буквално од техно у диско, од диско у хаус, од хаус у техно и така натаму и така натаму. Сега нормално генерација на генерација тоа се пренесувало, се проширило нормално во Европа, мислам, од увек имало, од која што постоеле да речеме различни жанрови се пуштале и мислам еклектично се вртело музика. Со тоа што низ годините нормално све си има, да речеме. Како го одбираш правилниот трек или песна за да поддржиш атмосферата на тековниот глас? Па, многу е битна тука конекцијата, да речеме, некоја си имагинарна, ама стварно се осеќа конекција меѓу диџејот и публиката. И едноставно скенирање на собата, што значи не само, да речеме, први два реда, него да видиме и у пети, у десети, у 15 ред каква е атмосферата, дали луѓето се забавуваат, дали сакаат да идеме малце лево, дали десно, дали у овој правец, дали у тој правец, така да мислам со тек на време дека доаѓа тоа и нормално и полесно е ако го знаеш и местото кај што пушташ и од прилика и луѓето кои што би дошле за чисто да не губиш толку време, да речем, у текот на самиот се. Бојан, кои се најголемите предизвици што ги има диџејот во денешницата и како ги справува? Па, да преживее ваljda пред се, али мислам и општо и со секоја друга работа е тоа, не може само да генерализираме за диџејинг. После тоа, не знам, да си фати некој свој правец и со тој правец да биде успешен. Значи да не мора да се лепи за трендови, пошто трендови доаѓаат и си идат нормално. И што се случаи, за жал, исто и доста од, да речеме, малце попознативе диџеи, што до пред 5 години се пуштале некој тип на музика, сега си имат фатено у други трендови и тераат така. Според мене, не знам, добра музика е добра музика и таа би била добра и за 5, 10, 20, 50 години, трендови доаѓаат и си идат. Што не мора да значи дека се лоши тие трендови или лоша таа музика у трендовите, ама пак е прашање на сопствени. Јас сум Бојан Јанев, али е Soulcase, а вие читате Слободен печат.